која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Во 2018 година, Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ почнаа кампања насловена како "На секое дете му треба семејство". Според нивните податоци, во тој момент на повеќе од 200 деца им беше потребно семејство кое што ќе ги згрижи. Целта беше до 2020 година сите овие деца да бидат вонинституционално згрижени. За едно од овие 200 деца целта беше во Скопје, во општина Карпош. Во системот на социјалната заштита, згрижувањето во друго семејство е една од формите на вонинституционална заштита на деца или на возрастни лица. Во системот вредности на флексија, Сузана е жена борец. Самохрана мајка на дете со Даунов синдром, но и згрижувач на дете со оштетен вид. Ова е нејзината приказна. До пред неколку години Сузана живеела во семејство кое што традиционалните норми налагаат да го нарекуваме типично. Денес живее како самохрана мајка на Никола, кој што има Даунов синдром. Има уште 2 своји деца, кои што се веќе возрастни со своји семејства. И го има и она едно дете за кое што во системот на Министерството е запишана како згрижувач, а за него како тетка Суза. Нашите норми налагаат на овој убав ден, кога секоја една жена на свој начин слави затоа што ужива некакви права, ние да ја славиме Сузана. Нејзината борба, истрајност, трпеливост, страф и тага. Но на крајот од се, сјајот и среќата во нејзините очи. Нејзиното право, љубовта да ја подели на две. На попреченоста, да не гледа како на проблем, туку како на надополнување. Сузана вела дека згрижувањето на дете или возрасно лице во семејство е една од формите на вонинституционална заштита на деца и возрастни лица. Колку време твоето име се наоѓа на овие листи? Колку време се појавуваш како згрижувач на деца со посебна потреба или со некаква попреченост? Па скоро 2 години. Значи, желбата ми беше многу од поодамна, меѓутоа ете се отвори можност пред 2 години да слушнам за обуката Прайд, која беше во детско село, и да истата да ја завршам и да почнам со згрижување како згрижувач. Како изгледаше таа обука? Колку време траеше? Какви критериуми требаше да исполниш за да можеш да згрижуваш деца или возрастни лица? Па, мислам неколку месеци, пило негде траеше обуката, не се сеќавам точно. Меѓутоа, стварно беше темелна обука, мада можда треба многу повеќе, меѓутоа темелна обука беше. И критериуми. Не знам кои се општо критериумите, нели прво треба како личност да одговараш, најверојатно самите предавачи, обучувачи што се на обуката одлучуваат дали некој може да биде згрижувач или не со тоа што ќе го покаже знаењето во текот на обуката. Меѓутоа мене да не речеме познаваат и од Центарот за социјални работи, нели, како мајка на дете со посебни потреби, како борец за правата на децата со посебни потреби. И мислам дека тоа беше една олеснителна околност за што побрзо да станам згрижувач. Тука се надврзува моето следно прашање. Спомена дека си мајка на дете со попреченост, односно на Мики кој што има Даунов синдром. Од каде најде сила, од каде најде волја и желба за да се справиш со уште едно дете со било каква попреченост? Па вака, Никола е сам. Значи сам е тука со мене, има брат и сестра кои се многу повозрастни и веќе фамилиарни луѓе, нели? И му требаше друштво. Навистина му требаше друштво во тој период, нели, влегуваше во пубертетот и го осеќав тој недостаток на друштво кај него, осаменоста. Разговарав долго со пред да се решам да станам згрижувач, нели? Го спремав Никола долго време, дали сака да има другарче, дали сака мене да ме дели со друго дете. И немав никаков проблем од негова страна. Он многу го сакаше и првото дете што го имав и ова второто, нели? Им помага среќен е, сака да биде со нив, така да од негова страна немав никаков проблем.
Јас како наоѓав сили, знаете, кога веќе на работа ја буткате, сте навлезени во проблемот, дали едно или две деца мене не ми правеше многу голема разлика. Дури и на моменти ми беше полесно кога ќе ги оставам двајцата да работат нешто заедно. Еве сега со второво детенце што е, с различна попреченост, оштетен вид има, се надополнуваат во попреченоста. Никола му помага во движењето, нели, кога одиме некаде, кога му треба нешто да му донесе, да му даде, а пак тој, пошто има убав говор, може и да му кажам, успелува за Никола да пишува реченици, му ги кажува буква по буква, така да овде може да се види бенефитот од различни попречености, како можат и на други да си помагаат. Како реагираше околината? Како реагираат твоите најблиски? Како реагираше поширокото семејство кога им кажа дека сакаш да бидеш згрижувач и дека сакаш да се грижиш за уште едно дете со попреченост? Па вака, моите постари деца, нели, ме поддржуваат во све во животот. Така и за оваа работа, која им кажав дека сакам да бидам. Не дека не направија проблем, туку имав голема поддршка. Буквално од сите. Сите го прифатија во и поширокото семејство некако тоа како да е нешто нормално. Као ништо вау не се случило. Така, не знам, некако многу природно сето тоа се случи. А колку вие деца, сега правиме муавети за првото и за второто дете, кои што ги изгрижуваш, колку тие се врзуваат со тебе? Колку тука таа емоционална поврзаност има врска? Вака, јас и првото и второто ги земав како повозрастни дечиња, кои веќе имале некое минато, нели, некој период од животот, да не речам веќе зрели. Второто веќе кога го земав имаше 17 години и беше веќе зрел, нели, зрела личност со 18 години. Врзувањето некако за да се врзат овие деца за некоја личност треба многу време. Затоа што сепак животот ги натерал во све да гледа со резерва. Емотивни се, сакаат љубов и сето тоа, меѓутоа врзувањето на повозрастните, зборувам, малку потешко оди, затоа што веќе имаат некој, да не речам, природен одбранбен механизам што си го створиле во текот на животот. Колку реално ти помагаат центрите за социјална работа? Колку често имаш достапен психолог или психијатар со кој што можеш и ти да поразговараш и овие дечиња? Па центрите за социјална работа, искрено во скоро овие 2 години колку што сум згрижувач, дома не дошле. Меѓутоа, ако се обратам, се надевам дека ќе излезат во пресрет. Меѓутоа, некои посети посебни доаѓале да видат како функционираме, што правиме. Не, училиштето каде што учи детето се интересира, значи класната се јавува, психологот се јавува што се случува, како, дали е добро, дали не. Со класната поготово сме во постојана комуникација, следиме реакции, дома на некои работи како реагира, тама на некои работи како реагира. Значи, сепак го следиме детето како ги прифаќа работите. Колку време им треба на овие дечиња да почувствуваат дека некаде може да се чувствуваат како дома? Не би можела да кажам. Нема мерка за такво нешто. Значи, зависи од детето, ако е во текот на животот било во многу згрижувачки семејства, сигурно нема за кратко време да го почувствува тоа како свој дом. Ако било подолго време во едно згрижувачко семејство, од помало нормално дека ќе го чувствува како свој дом. Како ти се обраќаат на тебе овие дечиња? Првото ми се обраќаше со мама, ова ми се обраќа со тета. Ти пречи, пријатно ти е, имаш некакви чувства во однос на тоа? Па не ми пречи, битно ми е кога ќе направи, што ми е битно во целата ситуација, кога ќе направи нешто што треба да го направи, или она што го учам да го прави, што не го правил претходно, пример. И ќе дојде тета Суза, јас го направив, тоа ќе ме бакнеш ли? Значи, сака љубов, сака, нели, да почувствува топлината. Секој дете во Македонија да расте во семејство. Некои деца вечерва ќе се легнат во кревет, во некоја установа. За нив ретко кој знае колку години имаат,
каква е нивната судбина, како им оди на училиште. Тие не ја добиваат љубовта од која произлегува среќа, топлина и поддршка за соодветен развој. Згрижувањето представува привремено сместување на дете во одредено семејство, што е алтернатива на живеењето во институција. Од деца со несигурен и исплашен поглед, од деца со семејства со нарушени односи, деца кои се нашле во семејства во ризик, тешка материјална состојба, смрт, болест, отсуство на родител, до деца со широка детска насмевка, сигурни, спокојни, згрижени, воспитани и негувани. Да се биде згрижувач е благородна работа. Потребно е само малку хуманост во себе, топлина, човечност, за да ги отворите своите домови за нова среќа. Среќа за вас и новиот член на семејството. Најпрво ќе може ли да ни кажете која е разликата помеѓу згрижување и посвојување на дете? Значи, посвојувањето е облик на заштита каде што се создава трајна врска согласно законот за семејство, значи со правни последици се создава врска како што е меѓу и родител и дете, додека згрижувањето е услуга која што се нуди на определен период, додека детето не се создаде услови да се врати во своето биолошко семејство или додека не се спроведе постапката за посвојување. Така, всушност згрижувачките семејства нивна обврска е да им пружат грижија, да ги воспитуваат, да им даваат љубов на децата, додека во време кога нивните биолошки родители не можат да го направат тоа. Ме интересира кој се може да биде згрижувач. Верувам дека постојат одредени критериуми. Точно така, згрижувач може да биде само полнолетно лице со навршени 18 години и возрастната граница помеѓу лицето кое згрижува и згриженото дете, значи не смее да биде, треба да биде од 18 до 50 годишна возраст. Лицето треба да е во добра психофизичка здравствена состојба, да исполнува одредени стандарди во однос на просторот каде што живеат, значи тие треба да имаат услови како еден просечен стан во кој што живеат и обичните семејства и да има приходи кои што не се помали од висината на гарантираната минимална помош во државата. Која прави проценката дали тоа семејство е Проценката исполнува критериумите? Моментално ја прави Центар за социјална работа, но во иднина ние сакаме да основаме центри за поддршка на згрижување, такви веќе сме во фаза на подготовка во Скопје и Битола. Во понатамошниот текст, значи кога ќе ги основаме овие центри, проценката на подобноста ќе ја прават овие центри кои што ќе бидат специјализирани стручни лица и независно од центарот ќе ја прават проценката и врз основа на тоа ќе му даваат мислење на Центарот за социјална работа кој што понатаму ќе треба да го склучи договорот со згрижувачот за издршка. Едно семејство одлучило да згрижи дете, која е постапката? Па доколку одредено семејство одлучило да стане згрижувач, ќе треба да поднесе барање во Центарот за социјална работа и по поднесувањето на барањето центарот треба да ги провери условите за исполнување на овие критериуми кои што ги кажа. Колку трае постапката? Па постапката не трае многу, значи по поднесување на барањето во наредните 30 дена центарот ќе излезе на терен и ќе провери, ќе го повика семејството, понатаму семејството треба да помине низ фаза на обуки и тренинзи, во однос на постапување во различни ситуации кои што може да се соочи, така да брзо иде постапката. Ние во моментов имаме расширена мрежа на згрижувачки семејства, но сепак тоа не е доволно, значи нас ни треба и поголем број на згрижувачки и посебно се става акцент на подигнување на квалитетот на самите згрижувачки семејства. Колку дечиња може да згрижи едно семејство? Едно семејство може да згрижи максимум до 5 деца одеднаш, но практиката кажува дека сепак помал број на деца е подобро, бидејќи вниманието кон помал број на деца сепак и грижата е подобро отколку ако ставите голем број на деца во едно семејство. Разбирам, бидејќи згрижувањето не е посвојување, се работи за определен период, верувам дека тие дечиња се зближуваат многу со моменталното семејство кое се грижи за нив. Ме интересира дали имате информација како изгледа потоа разделбата, дали тие остануваат во контакт, што покажува праксата? Па она што се испорачува на обуките, им се кажува на самите згрижувачки дека тоа не е трајна состојба и дека детето е само во определена фаза од животот кај нив и дека грижата е со определен временски рок и дека тие самите како згрижувачи треба да се трудат детето да одржува врската со биолошкото семејство, таа за да не се раскине, за да понатаму преносот од згрижувањето во биолошкото семејство, ако се создадат услови за враќање, биде со помали трауми. Од праксата кажува дека децата кои што биле згрижени сакаат да одржуваат врска со згрижувачите, бидејќи сепак тие во една мера ги заменуваат родителите и секако дека се создава таа врска емотивна, на љубов, на почитување, на некој што ви помогнал, така да сепак секој згрижувач во работата со децата ќе мора да обрнува внимание на тоа да се одржува таа врска за да понатаму траумата биде што помала во разделување. Центарот за социјални грижи е орган за старателство и орган со јавни овластувања,
кој е единствено надлежен за вршење на работите од областа на старателството. Должноста на центарот е да врши надзор над згрижените деца, да бидат во контакт со нив и да работат исклучиво во интерес на децата заради обезбедување на нивна благосостојба. Точно центарот како орган на старателство, нели, назначен старател, детето си има од страна на стручен работник во Центарот за социјална работа, се должни да ја следат состојбата и начинот на испорака на грижата во самото згрижувачко семејство и доколку е добро, нели, тоа го нотираат. Но доколку не чини, сепак треба да поработат нешто да се смени во самото давање на грижата или да го сменат обликот на заштита, ако гледаат, нели, дека детето не напредува, уназадува и така натаму. Центарот цело време, нели, е во контакт со згрижувачките семејства и ја прави онаа врска помеѓу згрижувачот и биолошкото семејство и детето и биолошкото семејство, а на друга страна треба континуирано да работи и со биолошкото семејство за да може да создаде услови, нели, ова дете да се врати, бидејќи сепак биолошките семејства се најдобрите, нели, за секое дете. Бидејќи се работи за одреден период, ми интересира дали има никакви ограничувања. Кој е најкусиот период во кој едно детенце може да биде згрижено во згрижувачко семејство, а кој е најдолгиот? Дали има никакви ограничувања? Најкус период е интервентното згрижување до 30 дена. Значи тоа се интервентни состојби кога се случува наследство, трговија или такви работи каде што детето мора брзо да се дислоцира. И тоа се оние 30 дена во кои што понатаму Центарот за социјална работа треба да го најде обликот на заштита кој што највеќе ќе му служи на интересот на децата. Најдолгиот е да детето остане до своето полнолетство во некој згрижувачко семејство, што ние не би сакале да се случува, но сепак има деца каде што, нели, не може да се создадат услови во семејството биолошко дисфункционално или на починат родител, другиот го нема, каде што овие деца остануваат во згрижувачките семејства и до навршување на нивните 18 години. Разбирам. Што вели статистиката? Имате ли бројки колку деца во Македонија во моментов се згрижени, а колку чекаат на згрижување? Моментално има згрижени деца и лица во згрижувачки семејства 349, а дополнително на тие ние имаме деца и во мали групни домови во поддржано живење во Скопје и Битола, кои што беа сместени претходно во установите 11 октомври во Мајчин дом Битола. Така да останува дополнително уште 40 на деца со нерешен статус кои што, нели, понатаму можат да бидат опфатени со форми на згрижување или да се дадат на посвојување кои што сега се, нели, згрижени со други облици на заштита, но што е најбитно е дека повеќе нема деца во институции гломазни во државата, дека сите се згрижени дали во згрижувачки семејства или во мали групни домови кои што се најсоодветни ја заменуваат семејната нега и тие се со најдобри резултати во однос, нели, на општиот развој на детето, посета на училиште и така натаму. На секој дете му е потребно семејство. Што ќе порачате на оние семејства кои имаат желба да згрижат детенце, а сепак се плашат од некаква си неизвестност? Па ние заедно со УНИЦЕФ имаме на голема кампања на секое дете му е потребно семејство и во таа насока апелираме до сите оние семејства кои што имаат можност или кои што сакаат, нели, да помогнат во грижата во определен период на деца кои што имаат потреба од тоа да се пријават. Ние моментално имаме згрижувачки семејства само во 18 општини на територија на Република Македонија, значи ние потребно расширување на таа мрежа и секој дете да остане што поблиску во својата природна средина каде што е, нели, родено и растело со своите биолошки семејства, за да може побрзо да се направи оној период на интеграција назад во семејството. На таа сметка ние ги покачивме и сумите кои што се однесуваат на згрижување за 30% сега од 2020 година, со што сакаме да привлечеме и поквалитетни згрижувачки семејства кои што се со повисок образовен статус, кои што можат повеќе да придонесат на овие дечиња, да посетуваат и квалитетно образование и квалитетна настава, значи и таа реинтеграција да се случи подобро, бидејќи стварно е жално децата без родители да останат без било каква поддршка. Така да апелираме како Министерство за труд и оваа година се надеваме дека ќе спроведеме дел кампањи кои што ќе бидат локални во оние општини каде што немаме деца, да згрижувачки семејства, да привлечеме згрижувачи и да им помогнеме на децата во секој можен поглед. Децата без родители или без родителска грижа кои се сместени во институциите ги немаат истите можности за развој како оние што растат во семејство. Секој дете треба да има безбеден однос со возрасен. Тој возрасен треба да биде негов пример, треба да се огледува на него, некој кој ќе го поддржува. И доколку постои ваков смирен, стабилен и безбеден однос со возрасен, тогаш многу е полесно да се елиминираат ефектите од она што претходно детето го доживеало. 85% од развојот на мозокот на човекот се случува во првите 5 години. Децата дневно имаат најмалку 25 прашања. Она што го подхранува социјалниот развој на децата е одговорот од родителот.
За децата многу е важна емотивната поврзаност со возрасен, со родител. Имаат потреба да бидат згрижени, некој да ги стимулира, да ги воспитува, да им дава безусловна љубов. Можеби вие не сте им го подариле животот, но можете да им подарите многу љубов, а вашата врска да биде една, единствена, вистинска, затоа што на секое дете му е потребно семејство. Никола има 16 години. Секој ден има стандардни ритуали, активности и обврски како и секое друго дете на негова возраст. Плюс, има стотици медали, благодарници, дипломи и пофалници, затоа што сака фудбал, пливање, атлетика. Сака спорт и многу е добар во него. На Никола Дауновиот синдром не му е изговор. Во целата оваа борба, во целата оваа твоја трпеливост и издржливост да го живееш ова што го живееш, дома го имаш твојот син кој што има Даунов синдром. Како изгледа животот со дете со Даунов синдром? Животот со дете со Даунов синдром изгледа онаков како што ќе си го замислиш. Јас од почеток го замислив таков дека моето дете нема попреченост. И така го тераме животот. Значи Никола е активен во спортот, си оди во училиште, 9 одделение, си има другарчиња од мало, си има другарчиња во дневниот центар, комуникативен е, има успех во спортот, сака да спортува, сака музика, буквално сака све што сака децата на неговата возраст. И јас ке него не гледам попреченост, единствено со говорот. Значи, најголемиот проблем ни е комуникацијата со говорот. Сега го надминувате и тој проблем? Да, се решив. Чекав момент, нели, кога ќе има некој курс на знаковен јазик, за да одиме и двајцата, за да му е олесна ми таа комуникација и одиме веќе 3 часа. Секоја сабота одиме во Даре Џамбас. Благодарност многу до тие што го измислија проектов. Кажи ми, се сеќаваш на моментите кога дозна дека имаш дете со Даунов синдром? Вака Никола е 8 месече. И првиот ден беше во инкубатор. И нели како мајка станав, отидов да го видам. А моментот кога го видов знаев дека има Даунов синдром. Затоа што по некоја случајност Цако беше комшија со мајка ми. И јас Цако го гледав како расне, од многу мал, нели, тука се роди он. И само што го видов Никола, знаев дека има Даунов синдром. И кога докторката ми рече имаме нешто да ти кажеме, јас реков знам. Ама не, тоа не е испитано. Не треба да ми кажувате ништо, јасно ми е. И не ми е никаков проблем. Најверојатно очекуваше некоја друга реакција, пошто нели секој различно реагира. Се исплаши ли? Имаше ли со какви емоции се бореше тогаш? Па, со какви емоции? Имаше други здравствени проблеми на почетокот, затоа што беше 8 месече, па доби сепса, па тешка кардиопатија на почетокот му беше констатирана, нели, диагностицирана, па испадна дека нема кардиопатија, па се боревме со сепсата. Така да за синдромот многу и не размислував. Во тој момент гледав само детето да преживее, а после веќе почна борбата. Како ги надминавме сите тие работи. Денес Никола е многу самостоен, оди сам на училиште, има другарчиња. Да. Одите често во центарот за деца со Даунов синдром. Какви се неговите интереси? Што го интересира? Најмногу го интересира спортот. Затоа одиме на пливање, одиме на фудбал. Сега малку паузиравме, нели, зимата од фудбалот. Меѓутоа, пливањето му е фаворит во спортот. Ги сака сите спортови буквално. Ја сака музиката. Сака и да пишува, сака и да учи. Имаме во дневниот центар, да не речем секој ден, и логопед, и дефектолог, и други стручни лица со кои работи, со некои не ќе да работи, пошто ги осеќа веќе многу блиски. А овие деца баш сакаат авторитет. Меѓутоа, самата дружба таму со децата ми е доволна, не секогаш инсистирам дека мора да има час со дефектологот или со логопедот. Учиме таму животни вештини, имаме многу активности, значи секојдневно. Поентата, целта ми е да не го оставам ни една минута да не знае што да прави со себе. Значи, најголемиот проблем со овие дечиња е тоа кога нема што да прави со себе. Постојано да има некоја активност, некоја преокупација, ова што го прави со телефонот
страшно ме нервира, меѓутоа тоа е тоа. Кога не можам да обрнам внимание, тоа се случува. Како и кај сите деца, нели? Меѓутоа настојам што помалку да го користи. Добро, колку време, колку енергија треба да имаш за да стигнеш да го правиш се тоа? Многу, навистина многу. Денот ми е исполнет најмалку со 5-6 и повеќе активности. Почнувајќи, нели, од наутро, рано, кога заминува во училиште, еве сега во моментов со Никола спремаме, правиме свеќи, миризливи со етерични масла, кои ќе ги продаваме за 8 март. Денес милиони жени ширум светот слават, протестираат, не реагираат. Затоа што можат. Затоа што сакаат да прослават една слободна вечер со пријателките. Затоа што имаат сила и храброст да протестираат во име на оние што не можат или затоа што чувствуваат дека секој ден им е 8 март. И сите се во право, во насопствено право на избор. За Сузана изборот да се грижи за сопствениот син и да згрижи нечи друг син е суштина на животот во кој што пак има време за сите, освен за себе. Со сите овие тековни обврски кои што ги имаш и околу Никола, меѓутоа и околу центарот, затоа што и сама кажа дека се бори за нивните права, колку реално имаш време да се посветиш сама на себе за некакви твои други интереси, за било какво слободно време, за дружба со пријатели? Па мислам дека немам такво време. Сведено ми е, посветена сум буквално 24/7 на Никола. Сега е периодот кога најмногу му треба поддршка во сите работи, нели 9 одделение ќе треба средно да се запишуваме. И сега мислам дека треба целосно бидам посветена. Кога сакам со пријателките да се видам, доаѓа и тој со мене, нели? Знаеме да излеземе некогаш некаде на музика, меѓутоа сака и он 16 години има, нели? И заедно одиме. И супер ни е. Законските правила и процедури се јасни, недвосмислени, но човечките емоции кога станува збор за разделба недефинирани. На овие деца животот им наметнал одбранбен механизам, отпорност кон леснотијата, неколку топли квадрати, да ги наречат дом. А за тој механизам напишани правила нема. Нема подготовка за промените кои што ќе ги внесат кога ќе влезат, но и за оние кога ќе излезат. Ке се вратам уште еднаш на ние дечињата кои што ги згрижуваш. Спомена како реагира Никола на нив, меѓутоа кога доаѓа време тие деца да заминат од овде, како тогаш реагира Никола? Првото детенце која замина дојде во второто во меѓувреме. Уствари еден период, на недела 10 дена, двајцата беа. Така да не беше многу трагично. И тоа се случило еднашка, нели, тоа детенце беше. Ова му дојде како некоја замена, така да не се осети осамен, отфрлен, некој си заминал и е повторно сам, него пак си имаше друштво и продолживме, нели, онамо каде што застанавме. Се селиме на малку на активностите на Сдруженијето. Што правите во рамките на тоа Сдружение Доза среќа? Какви активности има дечињата кои што го посетуваат тој центар? Па вака, се последна активност не беше, правевме мартенки и ги подарувавме во Сити Мол. Нели, мартенките се подаруваат, за среќа не се продаваат. И беа пресреќни и секогаш кога имаме некоја таква активност надвор од Сдруженијето, кога нешто подаруваме, знаат дека ќе бидат наградени, ќе седнеме негде на една убава дружба. Инаку имаме план и програма за работа во дневниот центар. Имаме еднаш неделно работилници, арт терапија. Имаме работилници за здрава храна. Готвиме, значи спремаме, правиме салати, овошни, сокови, зеленчук, семиња, нели сето тоа што е актуелно. Пред минатата недела правевме пудинг од чија, семе и такви некои работи. Животни вештини. Навистина многу активности имаме, дури кратко ни е времето. Имаме еден проект преку Сивика за двојазичен логопед, кој работи во вторник и во четврток. Значи, еве, јавно ги повикувам сите што имаат дечиња албанска националност. Мајчин јазик им е албански, слободно нека дојдат. Часовите се бесплатни, секој вторник и четврток од 15 часот. Го земавме, мислам, свесно двојазичен логопед, затоа што знаеме колку е потребен. И со самото тоа да им кажеме на родителите дека се допредојдени во центарот. Значи, се уште немаме детенце од друга националност во дневниот центар, а би сакале да имаме.
Што се однесува до другата работа која што ја правиш, а која што реално е многу хумана, згрижувањето на деца со попречено, со посебна потреба или било како. Какви се твоите планови во иднина? Ќе останеш ли на тој список како мајка згрижувач? Па да, за сега планирам да останам, да. Не сум размислувала дека нема да бидам згрижувач во иднина, затоа што реално не ми е некој голем терет. Обврска да си обврска нормално, дете е во прашање, нели сите тие обврски околу едно дете како родител. Како згрижувач ни се многу повеќе обврските. Нели, ако јас со Никола можам да направам и некоја алтернативна работа околу, најпросто да кажем околу настинката, да му сварам некој чај или да му давам некои капки, не знам какви од билки, ваму не смеам. Ваму морам да одам све стрикно како што е протоколот, нели, на лекар, па сите тие работи. Не смеам да импровизирам, не смеам да испробувам како што би можела тоа да го направам со Никола. Ти благодарам многу за тоа што ја сподели твојата приказна. Со оглед на тоа дека ми спомена дека немаш време за себе, затоа што имаш многу врски. Јас ќе ти подарам еден ваучер од нашите пријатели Mayfair, затоа што емисијата се емитува 8 март, така што можеш да го искористиш. Се надевам дека ќе успееш да најдеш време за да си посветиш барем 1 час во денот на себе. Ви благодарам многу, на вистина пријатно изненадување. Во оваа наша флексија промените се неминовни. Без разлика дали станува збор за оние кои што згрижуваат или за оние кои што бидуваат згрижени. Затоа што на крајот на денот, без разлика на годините, условите, судбината или околностите, секој од нас заслужува место што може да го нарече дом. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка.